Тешко оди отворањето на нови случаи поврзани со корупција и криминал пред избори и честопати институциите си ја префрлаат вината, коментираат експертите откако вчера пратениците го избраа новиот состав на антикорупцијска и беше поставен вршител на должност републички обвинител. Според адвокатот Александар Новаковски, мора да се интензивира соработката помеѓу овие две институции, доколку сакаме напредок во борбата против корупцијата, но во предизборието не се очекува многу. Околу отварање на нови случаи и самите знаете како е тоа предизбори, но сепак мислам дека Оделот за организиран криминал во обвинителството си е функционален. Оделот, Скопското обвинителство како најголемо обвинителство исто е, мислам, со пополнет кадар. Така да оваа промена нема да значи ништо. Се работи за комисии кои треба да покажат дека се борат со корупцијата, помалку зборување, повеќе работа. Но како да се подобри соработката и институциите да преземат конкретни чекори наместо да си ја префрлаат топката? Според Новаковски, на секој еден функционер треба да му биде јасно дека чување предмети во фиока е тешка повреда на законот и мора да се понесе одговорност. Секој треба да знае дека чувањето на предмети и застарувањето поради чување представува сериозни повреди и злоупотреби на службената положба. И тоа не треба да остане неказнето, затоа е добро да биде пополнато местото државен обвинител. Колку што ми е познато, висшите обвинителства вршат контрола во основните обвинителства, така да антикорупцијската треба да ги посочи тие случаи. Антикорупцијската комисија и обвинителството, иако треба да соработуваат, тие заедно немаат сјајно минато. Летото се скараа за предмет за кој имаа различно мислење. Обвинителството тогаш отфрли иницијатива на ДКСК со образложение дека била безпредметна, неоснована и немале ниту докази, ниту увид во фактичката состојба, пошто ја замрзнаа соработката. Антикорупцијската комисија тогаш остро реагираше, но најави и дека понатаму ќе продолжат да постапуваат согласно своите законски надлежности. Пратениците вчера едногласно дадоа поддршка на одлуката за избор на председател и членови на ДКСК. За председател беше избрана Татјана Димитровска, дипломиран економист од Скопје и вработена во Државниот завод за ревизија. И Советот на јавни обвинители едногласно ја избра Сонја Симовска за ВД државен јавен обвинител. Мандатот на досегашниот Љубомир Јовески завршува на 25 декември. Симовска ќе ја извршува оваа функција, се додека собранието не изгласа нов државен обвинител.